Господи, слава Тебе. Чудата за нас, православните христијани, не се невообичаена работа. Секојдневно се соочуваме со некакви чуда, односно настани или случаи кои што отстапуваат од физичките природни закони или пак од логиката човечка. Откако Христос воскресна, ништо не е неможно. Меѓутоа, уште пред тоа, многу пати Господ докажал дека кога Тој сака и кога е потребно за спасение на човечкиот род, Господ, кој ги создаде тие физички природни закони, може и да ги прекрши, може да ги измени и може да направи во некој момент истите тие да не важат. Сето тоа ние луѓето го приимаме како некакво чудо што се случува. И навистина чудо е и самото постоење на човекот. Самото наше постоење е најголемото чудо. Господ не создаде нас како битија кои што имаат почеток. Меѓутоа, чудо е тоа што ние, како создадени битија, немаме крај. А зошто е тоа така? Затоа што Господ, заради љубовта своја, посака човекот да биде совечен со него. Може Господ и да го уништи човекот како и што го создаде, со еден збор. Како што го создаде и целиот свет со збор, може и целиот свет да го уништи. Но зошто би го направил тоа? Љубовта Господова создава, не уништува. Љубовта Господова на она што е привремено, на она што има почеток, му дава бесконечност. Пред се на нас како луѓе. И прави во светот во кој што живееме тие физички закони да не важат за нас. Најмногу преку воскресението. Тоа чудо го прави човекот од смртен безсмртен. Од распадлив нераспадлив го прави. А пак Пресвета Богородица, чиј што спомен денеска го празнуваме, односно изворот неизин во Цариград, наречен животоприемен источник, во местото Балакли. Заради тоа се вика Балаклија, заради местото каде што се наоѓа тој извор, каде што многу од византиските цареви уште од 5 век граделе цркви и ги обновувале за да покажат колкаво значење има и Пресвета Богородица во животот на нас, христијаните. Многумина се излекувале на тој извор во Балакли и на тој извор кој што е наречен животоприемен источник. Животоприемен источник е наречен затоа што го прима животот во себе. Пресвета Богородица, вечниот живот, односно Христа, Бога го прима во себе. А пак источник затоа што тој живот таа ни го раѓа, ни го дава. Таквиот благослов, возлюбени во Господа, браќе и сестри, еве го имаме и овде, на ова место, кое што е посветено токму на овој празник, односно на тој животоприемен источник. И ние да се израдуваме на чудата што се случувале и да се радуваме и понатаму
на волјата Божја и на љубовта Божја која сите нас не осенува, на сите нас се излева секогаш кога се наоѓаме на литургија и секогаш кога го примаме Христа во себе. Воскресението Христово нека ни биде светлост во животот и утеха во тешкотиите низ животот и во искушенијата. Да знаеме секогаш дека преку воскресението Христово животот вечен го наследуваме и овде ништо не е толку страшно, па дури ни смртта нема сила над нас луѓето, затоа што Христос воскресе и еднаш за секогаш ја победи смртта. За нас ја победи смртта, бидејќи тој не беше подложен на смрт. Бог, како севечен, како севечно битие, не е подложен на смрт, но дојде и прими човечко тело за нас да ја победи смртта, за да ни го покаже патот кон вечноста. Ете толкава е љубовта Господова. И не треба да се плашиме од Бога како некој суров Господар. Треба да приоѓаме со љубов како што Тој приоѓа кон нас. Како што Пресвета Богородица пристапи и на светиот архангел Гаврил му рече нека биде по зборовите твои, иако не знаеше како тоа ќе биде од безсемена утроба да се роди дете, рече нека биде волјата Господова и ние да приоѓаме кон таа љубов Господова со чисто срце. И ние да приоѓаме со љубов, за да можеме да се соединиме со нашиот Господ. И на тој начин, бивајќи едно тело со нашиот Господ воскреснат, и ние да не се плашиме и од смртта, бидејќи во последниот ден Господ ќе не воскресне и нас за живот вечен. Нека денешниот празник ни биде на многу години, Пресвета Богородица нека не штити, како и што досега не штитеше, нека ни биде застапничка пред престолот Божи и нека секаде каде што е посветен храм или манастир во нејзина чест, нека биде животоприемен источник за сите нас, да го примиме животот, примајќи го нејзиниот Син и нејзиниот Бог и нашиот Бог, Господ Исус Христос. Христос воскресе. Навистина воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе. Христос воскресе. Навистина воскресе.